Ko se postavува прашањето дали сум јас сликар, јас сметам дека сум сликар. Во првата фаза на моето творештво јас се бавев со класичните ликовни проблеми. За мене е многу важно да ги пратам изложбите и напорите на своите современици. Покрај сликарството на мене влијале стрипот, телевизијата, филмот. Постојано пратам што се случува во ликовната уметност и Евгенија Демниевска не ја посетивме во Париз, каде што живи и работи. Таа дојде во Велес, заедно со својата изложба, што ја нарече мултипликација на сегменти. Го почитувам незиното сликарство, зашто е дел од незиниот воопшто смел однос кон животот и кон сликарството. Она што го донесе во вид на една изложба е повеќе од тоа. Тоа е во известна смисла еден монументален зафат со голем ризик да биде неразбран, со голем ризик исто така да биде позајмен, украден, растурен. Меѓутоа, нешто во целата филозофија на Евгенија Демниевска има што подава рака на растурањето, подава рака на бегството во просторот. Се обидов пред неколку дена да го споредам она што ми го понуди на увид со стебло, со есенско стебло, полно со лисја, кое откако ќе го стресиме, паѓаат лисјата и останува неговата храбра и осамена силуета. Што се случи всушност со тој празен триаголник, тој прозорец кон зидот? Нешто внесе, нешто се измени? Во ова фаза на работа работам со сегменти. Секој сегмент има одредена димензија, 50 на 70 см. Може да се рече дека ова е една столица, едноставно една столица. Како е направена таа столица? Бидејќи секој ден носам еден мал блок и постојано бележам во тој блок, цртам.
Jedan ден nacrtam една stolica. Другиот ден ми стана можда интересен тој цртеж. Некако транспозиција на таа столица, туку како материјал за да го допрем сликарскиот медиум. Почнав со тоа што ги избрав материјалите. Столицата е направена на разни видови нарачно изработена хартија. Основата може да се види тука во боја. Ова е еден материјал, ова е друга хартија која е зелена целата, ова е кафјаво. Се користам со ПВЦ пластика и едноставно ја направив таа столица. Она може да се прекомпонира. Со промена на местото на елементите може да се дојде во некаква друга состојба на оваа слика, да наречеме условно слика. Тоа значи столицата ги исчезне, а сегментите остануваат. Се појавува нешто друго, можеме да кажеме, може би абстрактно. Таа класификација на фигуративното и абстрактното за мене во овој момент е нешто за што постојано размислувам. Со тоа што е направена столицата, не е завршено сето. Секој сегмент јас го фотокопирам. Овдека истата столица можете да ја видите, но ова столица во ова состојба е составена од сегменти со истата димензија 50 cm на 70, направени од фотокопија. Кога ќе се декомпонира таа столица, што останува од сликата? Кога се декомпонира таа столица и таа столица настанува нова слика. Јас не мислам дека се декомпонира столицата. Во промена на местото на елементите барам нови содржаи. Кога една столица се мултиплицира, бидејќи има 10 елементи од кои е составена, доаѓа до едно друго прашање. Што е тоа уникатот? Дали ова прва столица и ова втора столица се уникатни? Од таа столица, бидејќи секој сегмент може да се мултиплицира, што значи да се умножи со фотографија во боја, во некоја од графичките техники, со фотокопија, дали секоја столица која ќе содржи еден сегмент кој е оригинален и другите 9 кои се мултиплицирани, дали се уште е оригинал? Добро, кога ќе исчезнат столиците, сликата останува, нели? Столицата е условно постоела овде. Па столицата не е толку ни важна. Самиот цртеж мене ми служи само да можам да го допрам медиум, сликарскиот медиум. Така да, во овој момент, не знам дали сум јас фигуративен уметник. Иако работам со цртеж кој е јасно препознатлив. Има уште еден проблем во тука. Дали таа фигуративност има значај денеска? И кој е значајот на таа фигуративност? Дали една ваква состојба? Јас не можам да одговорам на сите прашања кои се поставуваат во овој момент, а сметам дека со овој проблем ги поставувам новите прашања. Во секој случај, кога ќе дојде некој од публиката, тој има право, ти јасно си му го дава тоа право да учествува во сликата, односно да ги да прави нов распоред на овие елементи, тој ќе создаде непредвидлива слика и за тебе само. Така оставува можност на самата публика да учествува во креативниот акт. Секој кој што е расположен може да се обиде да прави нови состојби. Во која мерка мислиш дека е тоа креативен акт, во која мерка е тоа самоучество во играта? Јас се обидувам да ја најдам композицијата, ритмот, бојата, односот меѓу публиката и сето тоа да доведе до една состојба која би била нешто друго, една друга врста на комуникација. Да, мислам дека тука е излегувањето од класичната рамка на слика. Јас сметам дека е тоа еден дел од креацијата. Јас сметам дека тој креира. Кога бев мала, јас се сеќавам на една книга која многу сум ја сакала. Таа книга е поделена на, како да кажам, 3 дела
I tije 3 dela beja isečeni, toa beja portreti. Така што играта беше во тоа кога се врти горниот дел, средниот и долниот дел дава еден портрет друг, па средниот дел кога се врти, портретот се менува. Сега може би нешто останало, некаков печаток кој сега доведува до вакви резултати. Знаеш ти дека јас воопшто не можам да ги предвидам можните состојби на овие сегменти. Не можам да кажам кои се позиции, во какви односи можат да дојдат тие елементи. Тоа за мене во овој момент е сосема непредвидливо. Сега ще мислиш да останеш на овие формати или форматот може да се менува, да се да го задржувам формат. да се... Да. Форматот на сликата може да се зголемува од 50 на 70, може да постане 50 метара на 70 метара. Јас сметам дури дека и слики од мои колеги кои се 50 на 70 можат сосема да се вклопуваат изворедно во овој проект. И следна, тоа се зависи од инвентивноста на колегите. Ако би дошол некој колега што има 50 на 70 со дупчиња, он сосема изворедно би се вклопил во овој проект. Или јас би се вклопила во неговите сегменти. Таа постапка сега добива некакви други можности. Јас размислувам за тоа, во тој однос на сегментите, дали може да се дојде до нова постапка на сваќањето на композицијата, дали може да се дојде до некакви други простори во духот, со тоа што самите елементи кои имаат димензија 50 на 70 може да се преместуваат, со тоа што самото фигуративно може условно да постане абстрактно, со тоа што значи една фигуративна представа на една столица. Што значи една фигуративна представа на столица денеска? Што може да значи таа после концептуалната уметност? Што може таа да значи после хиперреализмот? Што може таа да значи после сите правци кои одат, да земе само 20 век? Така да, ја не знам дали сликата се руши со тоа што се прекомпонира. Ја не сметам, јас го барам значењето во односите меѓу сегментите, во односите меѓу публиката, во односите меѓу просторот. Овој проект кој сега вака изгледа во некаков друг простор, во друга галерија, во некој ателје изгледа сосема ќе има друг облик. Во тие сите елементи, просторот, колоритот на елементите, материјалот, фигуративното, нефигуративното, тука е тој простор каде јас го барам значењето на сликарството. Сметам дека во творештото тој фактор на играта е значаен и дека он дава ненадејни моменти. Воопшто не можам да се сетам на тој момент кога дојдов до ваква идеја. Се собрале, се набрале, велешките тиражини, ќе ми одат, пусти прилепен битолат. Напред беше, вървеше, китка панче на тончови, и по него, и с него, шишман панче на мрцкови. Во самиот развој на мојата идеја дојдов до облик на еден ваков проект каде може да стои прашањето дали сум сликар или сум уметник. Јас сум уметник кој се бави интензивно со сликарскиот медиум.
I сега се наоѓам во една фаза да ја напуштам таа техника и технологија со која сум се служела пред неколку години. Ако поново би бирала, пак би го избрала истото, а може би истото би ме избрало мене. Дали можете да ми свирите нешто старо, многу старо? Па, ја не знам многу за старите сите, ја сите ги свирам само стари. Тоа. Ова од татка ми сум го учил и сум го заборил. Ама наслов ми дојде така, кога свириме некаде насладба. И викам, воја да ми свириме. И кога станав, Слободка вика, немој пред комшиите, вика, надам се ги скориваш. Од боите се служам со акрилните бои и бои за пластика. Понекогаш употребувам и песок, земја, употребувам материјали со разни структури. Самиот цртеж го третирам само како материјал. За мојот цртеж мислам дека може да се каже да е сумарен, линеарен цртеж и тој е знак за тоа што гледам. Својата замисла, транспонирана во цртеж, ја третирам како материјал. Со тоа, јас одбивам да се поставувам спрема светот како уметнички субјект. Например, за сликата стол. Прво го одредив бројот на сегментите, потоа врстата на материјалот, за секој сегмент поинаков. Потоа со бела боја ја неутрализирав површината на сегментот, која не е цртежот, така што самиот материјал, подлогата, се појавува како линеарен цртеж. Секој сегмент го умножувам еднаш или многу пати со техниката на фотокопија, потоа техниката на фотографијата во боја или некоја од графичките техники. Со тоа се отвора можност да се појават 10 исти. Во секоја од 10 ќе има еден сегмент кој е уникатен и јас сметам доволен заедно со другите да биде уникатна целина. Какви можности тука сега се отвораат? Се отвораат можности на промена на форматот и на обликот на проектот. Има и други можности кои ние самата не можам во овој момент да ги предвидам. Се поставува прашање, кога сегментите слободно распоредени даваат една абстрактна состојба. Значи, цртежот престанува да биде читлив. Дали проектот функционира како уметност? Мојот одговор е позитивен. Јас сметам дека во секој можен распоред на сегментите постои уметничко доживување со заклучок дека ликовната визија за светот на поединецот е сосема депласирана. Све повеќе сме сведоци на изложби каде што гледаме слики, што значи дека уметниците го
ја сетуваат потребата да го допрат медиумот, самиот материјал. Сета историја беше така, што се... Па не беше сета така, нели? Па имаше фаза на концептуална уметност кога Ма не, ја мислам на историјата, тоа алхемира до ден денес, кога секоја става беше. Што концептуално. тука е отсуство на чулното. Јас сум за чулото. Мислам дека се не на чулото. Чулото може да е површински, а ментално треба да идеш длабоко во себе. Ако идеш само по површината, нормално дека тоа визуелното што го гледаш, само тоа го береш. А што влезеш ментално, значи, што викам јас, ако ги затвориш очите повеќе гледаш, значи тога влегуваш во друга смела, во еден друг талас, во еден подлабок слој. И мислам дека тука е затоа дека една слика е измедитирана природа. Природата е измедитирана во слика. Јас би го превел тоа поинаку, затворени очи, како подсвест, како нешто што се доживува од онаа страна на реалното. Подсвест и свест да биде, тоа е фактично сет. Има некој што вика директно стварам на плат. Немам потреба од материјата која ја гледаш. За мене тоа може да биде мора од негде, дури најжесток што е на пример Джексон Полок, и на крај се открива дека фактички он некогаш гледал тамузимски пейсаж, трба ги гледа, и пак фактички не е од подсвета или од платно што изгледува, него пришол, го регистрирал, ги затворил и го пренесе. Кога да ја го пренесе? И зачнавме ние еден процес на емитување на некои енергии, на, како да речам, скратување на сликата или зголемување на сликата, поглед низ микроскоп, а што ќе речеме за оние простори, за оние дистанции кои што се надвор од нашите сознанија. Во кои насоки они се движат? Ако веќе, мислам, смена тој план, стеснување, односно ширење на процесите во уметноста воопшто. Сите теми се познати, сите мотиви се познати, нели? Сета вистина во уметноста е откриена, така да се каже. Мислам дека е битно начинот на кој што вие индивидуално приоѓате кон темите, кон мотивите, кон се ова за кое што зборувавме сега. Начинот е секако важен, ама јас верувам дека е можно да се пронајдат и нови теми. Јас верувам дека секое ново време нуди и нови теми. Сега доколку можеме да ги пронајдеме новите теми во ова време. Независно во која фаза се најдуваме, овој миг на постоење е минат за следните неколку секунди кои што ќе донесат поинаков процес на осознавање на проблемите, односно живење.